дентална школа, вториот студентски интернационален конгрес 2019 при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Драги гости, новинари и драги присутни студенти од универзитетите во Косовска Митровица и во Ниш. Дозволете најпрво да ве поздравам сите што сте тука на еден ваков исклучителен настан и да се заблагодарам од моје име на ректоратот, на професорите, на организациониот одбор, на сите спонзори, а посебно на вас што покажувате интерес да присуствувате на едни вакви настани. Како и сето тоа да се организира на таков еден начин успешен, со такви едни еминентни предавачи, можам само да ви кажам, уживајте, не сте свесни колку сте среќни што присуствувате на вакви настани. Јас секогаш со некои зборови се обидувам да ве мотивирам на овие мои поздравни говори кои што се надевав многу кратко ќе траат, меѓутоа не траат веќе 6 години. Ова е стварно последен пат каде што се обраќам пред ваков настан, така да декан повеќе нема да видам. Се надевам дека ќе добиете декан кој што оваа политика на отвореност ќе ја продолжи и ова за што сите се боревме сите овие години, а тоа е само едно. Тоа е почитта спрема вас, тоа е мотивацијата кон да ја дадеме, да ја предадеме кон вас и тоа е она што го знаеме во тие тешки услови што го имаме, несебично да ви го предадеме. Меѓутоа сум бил на 21 универзитет во светот. Ваква близкост, ваква отвореност, ваква комуникација, ваква искреност, каква што сум видел помеѓу студентите и професорите на нашиот факултет, не знам за универзитетот во глобала, верувајте, никаде нема да видите. Тоа е она за што сум добро. Комплексот Десерет крај Охридското езеро, студентите од насоката дентална медицина на Факултетот за медицински науки го одржуваат својот втор конгрес и втората летна школа. Професор доктор Кире Папакоча од оваа насока, еден од оние можеби најголеми виновници заедно со студентите за одржување на втор пат оваа летна школа. Докторе, каква е идејата со оваа втора летна школа? Дали е добро, дали веќе ќе стане традиција, што веќе втор пат се одржува, породилните маки поминале изгледа? Да, така е. Ви благодарам што сте тука присутни денес со нас и во текот на овие неколку дена, кога што се дружиме и каде што се обидуваме да ги научиме студентите да бидат што подобри во нивната клиничка пракса. После ланското искуство, односно после ланската школа, која што беше исто тука на ова место, каде што имаше 5 курсеви, еве годинава нова, втора летна школа, заедно со втори интернационален студентски конгрес, каде што сега се 7 курсеви, односно 7 воркшопа, и преку кој што ќе се обидеме сите студенти од двете насоки, дентална медицина и протетика, да ги вклопиме во овие 7 курсеви, да може да се обучат и да научат некоја нова техника, некои нови материјали, нови апарати и така натаму. А пак со вториот интернационален студентски конгрес, преку предавање од неколку поканети предавачи и преку презентација од самите студенти, устни и постер, некаде околу 100 се на број, што мислам дека е одлична бројка, ќе се обидеме да го заокружиме еден сегмент од нивното знаење за овој семестар, односно за тоа се одржува и на крај на самиот семестар, после што следуваат испитни сесии и така натаму, каде што студенти ќе мора да се припремат за испити. Веќе станува традиција, самите студенти се организираат, само тоа би го потенцирал, значи на нивно инсистирање, на нивно барање е се тоа направено. Ние професорите и асистентите само
им стоиме на располагање како логистика и да ги поддржиме во сета оваа нивна идеја. Значи дека оваа летна школа што се случи овде практично е вклопено како дел од наставната програма, она што го имаат како дел од предавања, вежби, вклопено со наставната програма, студиската програма. Да, секако. Така се направени и курсевите, така се направени и презентациите, односно предавањата, да бидат од тие предмети, односно од она што го слушаат во текот на нивните студии. Секако некои се наменети за оние што се во последните, односно во напредните години, 4-та, 5-та година од студии или 3-та година на протетика, а другите се наменети за почетните години на студирање. Имаме учесници со своји презентации во делот на конгресот, односно на летната школа, и од самиот наш факултет, и од државата, но и од странство. Дали имаме некои имиња кои што треба да се споменат, бидејќи знам дека има, освен што нашите актуелни студенти ќе имаат свој постер презентации, во делот на презентација ќе имаме и наш студент кој што излегол од факултетот и сега веќе работи во странство. Така, на курсевите имаме еден колега кој што заврши протетика кај нас и сега работи во Германија. Ќе дојде со неговиот таму каде што работи моментално во лабораторијата, и колегата кој што има во лабораторијата е забен техничар и е мастер техничар, односно специјализиран техничар во одредена работа. Тие ќе држат еден од курсевите. Другите курсеви ќе ги држиме ние професорите кои што сме вработени на угледа на дентална медицина, а пак на вториот интернационален студентски конгрес би потенцирал дека за прв пат оваа година, ова ни не беше, меѓутоа годинава имаме колеги кои што се дојдени од Србија или како што знам или како што сум информиран јас, знам сигурно дека има колеги дојдени од Ниш од факултетот и уште од еден факултет од Србија, мислам дека беше Крагуевац. Во секој случај, нешто што споменавте, студентите диктираат, вие само реализирате, тоа значи дека ќе продолжи до година, веројатно. Така, и тие се самите избрани кој да биде председател, кој да биде заменик председател, кој е секретар, така да оној кој што е заменик председател, односно студентот кој што е 4-та година, до година ќе биде председател и така натаму. Така е направен концептот, така е смислено од самите нив за ова да биде традиционално. Кога веќе споменавме студент кој што завршил, овие студенти овде, вашето мислење, бидејќи сте во контакт постојан со нив, за кадрот кој што излегува од факултетот за медицински науки на својите дентална медицина и зубна, односно протетика? Имаме доста квалитетни студенти кои што гледате, некои од нив веднаш се вработуваат, веднаш се снаоѓаат, секако зависи до самиот студент кој колку сака и колку е посветен на самата работа, меѓутоа гледате најголем дел од нив се веќе вработени, они што завршуваат. Повеќето од нив остануваат тука, некои од нив наоѓаат работа во странство, меѓутоа не познавам јас некој колега кој што завршил кај нас, а не може да најде работа или чека за работа. Значи насоката дентална медицина и протетика со самиот факултет за медицински науки добар спој на она што е предавања, вежби, една вакви работилници и конгреси, препорака за оние кои што се уште се двоумат да го изберат самиот овој факултет на уписите кои што престојат. Би им препорачал слободно да не изберат нас, затоа што ние сме уникатни, единствени по оваа работа и препознатливи во целата држава. Летна школа по дентална медицина и протетика, единствено ние, нашиот факултет и нашиот универзитет прават во оваа држава, што не е случај со останатите факултети. Единствено кај нас во нашата канцеларија, во онам каде што секојдневно работиме, се вратите отворени секогаш за студентите, секојдневно можат да не најдат во рамките на работното време и сме, мислам дека соработката помеѓу на нас, кадарот кој што работи на факултетот за медицински науки и студентите е на највисоко ниво.
Вториот конгрес и втората летна школа на студентите по дентална медицина од Факултетот за медицински науки е во тек. На една од паузите разговараме со представник од студентите од организациониот одбор, кој што пак беше дел и од минатогодишната летна школа, Стефан Илиевски. Стефан, споредба со, иако е втор ден само, споредба со минатата година и сега одиме или напред? Да. Од минатата година имаме сега овој пат повеќе учесници, имаме нови работилници и воедно минатата година немавме студенти од страна, но оваа година имаме студенти кои што се од Крагуевац и од факултетот во Ниш, така што веќе овој настан прераснува на интернационално ниво. Во секој случај добро, веројатно и малку повеќе искуство од минатата година, па полесно за организирање за вас што се во организацијата. Точно така, минатата година имавме малце потешко ни беше, бидејќи прв пат се организира нешто вакво. Ние сме први во Македонија кои што организираме ваков тип на настан и оваа година веќе подготвени, многу полесно го организиравме сето тоа. Знаете што ве очекува, ти си во улога на модератор. Точно. Еве направивме пауза кога немаш обврски на самиот конгрес. Учествуваш ли евентуално со презентација или само си во улога на организација? Имав устна презентација која што се одржа вчера и воедно помагам буквално за сите курсеви и ја водам програмата. Како беше интересот на студентите за да учествуваат на овој конгрес? Оваа година покажа студентите многу поголем интерес и моментално како што разговараме со сите колеги, сите се задоволни. Навистина можат многу да научат од сите курсеви, од сите предавања. Навистина мислам дека оние студенти кои што не се тука присутни многу може да научат доколку се тука. Значи препорака сепак да се вклучат оние кои што не се има простор има, немате ограничување за колку студенти учат. Ограничување на бројката немаме. Препорачувам на сите студенти кои што оваа година не дојдоа на летната школа и на интернационалниот конгрес, наредната година да се пријават, да дојдат, да научат нешто ново, да се запознаат со нови колеги кои што се од нашата држава и од останатите факултети од другите држави и да стекнат многу нови знаења кои што ќе им помагаат понатака во стоматологијата.